Здраво на сите, повторно се дружиме денеска на тема пред и потоа. Животот е процес и се менува. Се доека ние сакаме да задржиме се, кога ни е најдобро, нели? Сакаме се да остане така, спречуваме некако вид на промена. Затоа што доколку ние самите не направиме промена, околината ќе не натера или обкружувањето или некој настан да направиме некаква промена. Што сакам да кажам со тоа пред и потоа? Светот се менува, зашто да не се менуваме и ние? Каква била Марина на времето кога била многу малецка, еве например како овде, и каква е Марина кога била малку поголема, на неколку годинки, каква е Марина, која е Марина кога била матурантка и која е Марина сега? Што е всушност сменето? Освен физичката форма, нормално, сега сум не поубава. Така да, сменето е друго. Што е сменето? Однесувањето, сменето ми е начинот на комуникација, верувањата и вредностите ми се сменети, способностите ми се сменети. Меѓутоа, дали вистински е нешто сменето, есенцијално во тоа која сум јас? Тоа е интересно прашање и секако сигурно филозофско прашање, меѓутоа дека се менува, дека се има пред и потоа, тоа е сигурно. Еве, например, и центарот сега постои 10 години. Значи имало момент пред, кога никој не верувал дека ова ќе успее, само јас сум верувала и затоа успеал, и ќе има момент потоа. Од овие 10 години ќе има и 11 и 12 години, меѓутоа се зависи од тоа како јас реагирам во сегашниот момент. И тука е прашањето дали Марина, кога била мала, го имала тој потенцијал што го имам и сега. Или дали тој потенцијал ми е вистински искористен. Јас мислам дека не. И тоа е убавото. Значи, ако не е искористен потенцијалот целосно, значи има простор за работа. Меѓутоа пак се наведува едно прашање. Кога ни е нешто доволно? Кога нешто сме направиле доволно добро, доволно, значи како мериме, кога ни е нешто вистински доволно. Или па воопшто можеби не треба да мериме, туку треба само да прифатиме. Да ги прифатиме околностите, да прифатиме она што ни се случува во животот и доколку тоа не ни се допаѓа да направиме некаква промена. Лесно кажано, меѓутоа не е едноставно во секојдневниот живот, бидејќи секогаш се има предизвици. Некогаш тие предизвици не можеме да ги смениме, меѓутоа начинот на кој што реагираме на нив можеме да го смениме. И тука е убавината на работата во себе, на она што го правиме, на она што сме биле предходно, на тоа што сме сега и на тоа што сакаме да бидеме потоа. Доколку сега во овој момент од животот не сте задоволни и мислите дека не сте го искористиле целиот потенцијал, не чекајте уште неколку години, за после неколку години повторно да дојдете до истото сознание, туку направете промена денес. Направете нешто поинаку. Прашајте се прво себе си, погледнете си ги своите слики од порано. Какви промени гледате? Што е тоа што ве направило да вие денеска сте тоа што сте? И дали оваа ваша верзија сакате да ја земете со вас во наредните неколку години? Ви благодарам и останете среќни, исполнети и задоволни.